На крајот сме од годината во која одбележуваме 100 години од раѓањето на Блаже Коневски, еден од носечките столбови на современите образовни, научни, културни и уметнички политики кај нас, кој заедно со Михаил Петрушевски, Харалампио Поленаковиќ и неколкумина други се основоположници на Филолошкиот факултет и трајни патокази за идниот развој на филолошките науки како интегрален дел на хуманистиката. Во време кога, за жал, сведочиме на пенетрацијата на пазарниот концепт во образованието, кога тенденциите на новите генерации, обликувани од глобализацијата, се фокусирани врз областите на бизнисот, менеджментот и информатичките науки, се чини уште позначено, дури и приоритетно, да се сочува и развива овој сегмент во научната и креативна дејност, бидејќи станува збор за образовен корпус, што ги обединува клучните човекови мислечки потенцијали, без кои не може да се замисли нашето обстојување и во времењата сегашни и во времењата идни. Филолошкиот факултет низ сите овие децении од своето постоење бил јадрото кое стои наспроти културата на заборавот, на негирањето и тишината, промовирајќи ја културата на диалогот. Без било каква задршка можеме да кажеме дека Филолошкиот факултет Блаже Коневски представува парадигма за критичката педагогија, имајќи ги на ум сите авторитети, професори, научници, студенти, јавни личности, кои во изминативе 7,5 децении посветено го граделе неговиот научен и креативен идентитет. Филолошкиот факултет од самите своји почетоци до денес покажува дека е возможно во образовните институции да обстојуваат форматите на размена на знаења, кои се флексибилни во однос на духот и потребите на времето и низ кои се промовираат интердисциплинарни модели на академска, творечка, обштествена, па дури и политичка акција. Филолошкиот факултет ја развива визијата за нужноста од проактивно, критичко и диалошко дејствување, а тоа најмногу ги засега двата, според мене, витални обштествени сегменти, образовните и културните политики. Почитувани, дозволите ми да се навратам на оној според кој повеќе од заслужено е именуван Филолошкиот факултет. 100 годишнината од раѓањето на Коневски ја чувствуваме низ различни модалитети и со бројни ограничувања, најмногу заради пандемијата. Но за да го одржиме континуитетот во паметењето за оние личности кои се темелници на нашата култура, не смееме да имаме изговор за ниту еден прекин во нивното секогаш наново исчитување, толкување и дополнително позиционирање во современоста. Ќе ми дозволите да споделам со вас едно мое длабоко верување, имено значајните обштествени, културни и уметнички вертикали не постојат само за пригодни и протоколарни одбележувања. Доколку навистина се грижиме за тоа наследство, тогаш треба постојано и посветено да го валоризираме, да го толкуваме, да го анализираме во согласност со актуелните социокултурни контексти. Еднаш веќе реков, но би сакал да повторам, не смееме да дозволиме културата на заборав да стане преовладувачка, и тоа најмалку заради актуелниве негирања од страна, најмногу заради нас самите. Почитувани, многу нешта се кажани и напишани за научното, книжевното и воопшто обштественото значење на Блаже Коневски, но во неговиот случај никогаш не е доволно. Затоа што станува збор за повеќеслоен опус во кој се наоѓаат битни толкувања за нашето минато и нашата современост. Секогаш кога зборуваме за Коневски, како втемелувач во сферата на филолошките, лингвистичките и хуманистичките науки, мораме да го издвоиме неговото комплексно разбирање на современоста, која ја создава во нераскинлива врска со наследеното, со народното, духовното, книжевното. Храброст е да се оди кон нови стилски и мисловни синтези кои ќе се вклопат во поставеноста на, како што велеше Коневски, снагата на литературниот јазик. Храброста на Коневски во неговиот лингвистички и книжевен израз не е импулсивна, како што честопати знае да биде, туку почива врз длабоко промислување и стратешко и одговорно делување. Тој верува дека јазикот не е даден еднаш за секогаш и дека мора да се има храброст, доблест и трпеливост за тој да прерасне во жив организам, кој постојано ќе се менува и збогатува, засновано врз претходно воспоставениот континуитет.
И сето тоа го прави ни синергија на емоционалното и интелектуалното, една од најмоćните карактеристики на неговото творештво. Почитувани, македонскиот народ е привилегиран да има како дел од своето културно, уметничко и научно наследство вертикала каква што е Конески. Има неколку мисли на Агамбен што индиректно асоцираат на креациите на Конески, а кои го дефинираат како човек кој стои со двете нозе во неговото време, но можете комотно да го поставите и во нашево, а да не изгуби ништо од својата свежина. Именно тој вели: современ може да биде единствено оној кој не допушта да биде заслепен од светлата на векот. Современ е оној кој перцепира темнината на своето време и кој не престанува да го интерпретира. На своето време му припаѓа оној кој не се прилагодува на неговите барања, туку се обидува повеќе од било кој друг да го перцепира, сеопфатно да го согледа и разборито да го коментира. Почитувани, токму затоа Блаже Конески останува современ за сите времиња. И затоа немам сомнеш дека Филолошкиот факултет, кој го носи неговото име, ќе остане современ и траен за сите времиња. Ви благодарам за укажаната чест, ви ги честитам двата јубилеи и ви посакувам долга, успешна научна, академска и педагошка дејност. Благодарам.